До крајот на годината во Универзитетот Гоце Делчев Штип ќе се отвори стартап центар со цел да се поттикнат младите да размислуваат за својата бизнис идеја и да започнат сопствен бизнис. Центарот ќе обединува неколку хабови инкубатори на различни факултети, каде студентите ќе добиваат менторска поддршка и насоки за успешно развивање на своите идеи. Универзитетот Гоце Делчев со ова инвестиција сака да создава млади креатори кои ќе бидат двигатели на економијата. По тој повод денес се одржа стартап настан кој го привлече вниманието на студентите и го најави почетокот на една нова ера на предприемништвото. Од универзитетот порачаа време идеите на младите да станат реалност. Држава целта на настанот е да ги запознаеме со студентите со моменталната состојба во делот на иновацијскиот и стартап системот во нашата држава. Универзитетот Гоце Делчев во изминатиот период и во наредниот период активно ќе работи на градење на една иновацијска и предприемачка инфраструктура која што ќе им помогне на нашите студенти да бидат креативни, да размислуваат во насока на отварање на сопствени бизниси, затоа што една од мисиите на нашиот универзитет е не само да им понудиме на студентите модерно знаење кој што ќе биде во насока на нивно вработување во постоечките компании, туку многу повеќе да креираме еден систем кој што ќе им помогне на студентите да бидат креативни, да размислуваат, да станат предприемачи и да основаат успешно свој компании. Универзитетот Гоце Делчев во наредниот период ќе го промовира и универзитетскиот стартап центар, кој што ќе биде составен од неколку инкубатори, односно неколку хабови. Едниот од тие хабови ќе биде на економскиот факултет, другиот ќе биде на факултетот за природно-технички науки. Идејата на овој центар, односно на овој предприемачки клуб во рамки на универзитетот е да им понудиме на студентите менторски програми, коучинг програми и други инструменти да успешно започнат бизниси и успешно да ги имплементираат своите креативни идеи. Со центарот ќе почне да се работи активно од следната година, потенцираше проректорот Лазаров, а како што рече тој, во иднина резултатите ќе бидат видливи. Значи, центарот ќе биде отворен до крајот на годината и со него активно ќе почнеме да работиме следната година, меѓутоа она што е битно и што треба да го потенцираме дека во рамки на Европската универзитетска алијанса ACE2 веќе работиме со Академијата за предприемништво, со центрите за применети истражувања и науки, така да во таа насока сме веќе активни. Дел од нашите студенти преку програмите за мобилност веќе партиципираат еднакво со своите колеги од другите универзитети кои што се дел од нашата алијанса, има уште 8 универзитети од Европската унија, така да веќе активно работиме во таа насока и пак ќе повторам, мислам дека резултатите ќе бидат многу видливи. Денес е потврда на се она што го говориме со потпишувањето со овој настан и потпишувањето после овој настан на меморандум за соработка со стартап клуб Скопје, кој што е активен чинител во овој екосистем и кој што има навистина знаење, енергија, има искусни луѓе кои што можат да и помогнат на нашите студенти. Мобилна апликација за менаџирање диабетес и исто така сум дел од основниот тим Startup Revolution AI Summit. Почнавме буквално од идеја, аплициравме на повик за грант за социјално предприемништво, бевме меѓу одбраните топ 10 со идеја. Во рамките на тоа вмрежување, како што дополнително посочи проректорот, ќе се овозможи полесен пристап до финансии на студентите. Рече дека во моментот проблемот не се толку финансиските средства, туку недостигот на креативни идеи и недостаток на систем, кој како што рече ќе овозможи тие идеи да станат реалност.